од најдоброто елит кафе. Проверете во внатрешноста на амбалажата и освоите една од 5555 награди. Златницки, сребреницки, скутери, велосипеди, миксери за капучино, мајци, шолји, кафиња и многу други стокови награди. Секое трето пакување е добитно. Пијте го најдоброто елит кафе и освојувајте награди. На здравје кафе! Почитувани гледачи, добро вечер. Во денешново издание на Јади Бурек имаме гостин со кој ќе разговараме на една тема која е многу неексплоатирана во последно време. Иако поводот е малце непријатен од таа страна, но добро е да се искористи сега вниманието на јавноста па да прозбориме и за некој спорт кој многу е на некој начин на маргините на општеството. Имам чест и задоволство мојот драг пријател Сашо Манич, со кого се знам уште од времето на Манда, една од најдобрите шеми на времето во Скопје направени евар. И натаму човекот се занимава со водени спортови и раководител во овој момент, собственик на базенот Бисер, кој беше медиумски прилично експониран последниот период. Ај па добро, Сашо, кога веќе го спомнавме баш тоа што А1 и Коха во последнава недела, нека биде вовед пред да идеме на спортските теми. Што всушност се случуваше на базенот? Те бил некој пуштан, не пуштан? Ме интересира твојата верзија. Прво, фала за поканата. Нема проблем. Да не доеше на базен, немаше да видиш како е што. Да ти кажам, ти направија добра реклама, заборев на базенот, па ме подсетија. Добро, некојаш и негативна вест е добра реклама. Добро, нешто се случи на базенов, тоест мене ми се случи за 10 дена некоја неверојатна работа. Значи, која човек да прави филм не може да смисли такво нешто. Значи, еден медиум може да ти го смени мислењето за некоја работа што е неверојатна, мислам, како да ти кажам, ја сидам дома дента и таа реклама, не знам дали ти текна, сигурно и на сите гледачи текна онаа на Горска, да не си расист. Буквално тоа ми се случи. Буквално тоа ми се случи. Неверојатно нешто. Се осети како црнец. Се осети, мислам, тоа е неверојатна приказка. Значи, што беше поводот за тие написи кои идеа во Кока и на А1 прилогот тебе? Иако знае јавноста, Прво вака, благодарност до тебе за што ме покани оваа емисија, што можам да искажам нешто што се случи, видејќи... Добро, зар никој не те викна тебе да го каже своја став? Значи, види вака, ја во медиуми многу не ќе да се појавам, кој ќе дојде ептен Зор, што се вика, и се изненадив прво што ме покани. Што е медиум? Значи, он ти прави приказка некоја, дали е лажна или стварна, па ти демантирај. Јас сум тој што не демантирам, него ќе цитирам по правниот систем како што треба. Значи, ја ако демантирав, па ќе се направеше друга приказка, па ова, па она. Ја пробав да направам, значи, ми дојде фактички пред Дуќан, што се вика Мевљан Таири, да си прави спот за следните избори. Морав да изреагирам како што изреагирав, не знам, луѓето сигурно гледаа на телевизија. Дури и тој дел ние што разговаравме го искористија за 2 дена да си го монтираат, да си направат прилогче у нивна корист. И мислам, тоа е нешто неверојатно. Ја бев на базенот и повеќе од што ме подсетија, па со мојата фамилија малце за освежување, беше топол денот, но веќе кога дојдов таму и поразговаравме околу целата ситуација, и самиот се уверив дека доаѓаат таму албанци, и то доаѓаат некое подолго време. Од каде произлезе сега цела таа фама дека албанци не се пуштаат, кога ја лично се запознав и со млади луѓе, момчиња, девојки кои доаѓаат таму,
так нормално. Се Вака, сега, значи, целата приказка е да Ајде. запозна македонската јавност од моја страна, бидејќи јас на А1 не успеав да некев да влагам тие шеми, бидејќи на крај се појави Бошњак, кој кажа дека босанци не пуштаме, после за тоа ќе ти кажам. Значи, мене прв пат ми доаѓаат на базен двајца службеници од Народен правобранител. од народен правобранител. Добро. Со пријава дека Си расист. ама буквално така. Значи ја викам добар ден, повелете, вие вика не пуштате албанци. Ми извадија значки од пола кило железо. Мислам се изненадив. Викам од каде тоа? Има пријава. Каква пријава имам? Ја покажа пријава. Добро. Пријавата беше на албански. Ја тој записник го дадов и у А1, не го прикажа. Значи еве А1 го има овој записник. Јас инсистирав Ова е службените... официјален службен записник. Еве како изгледа службен записник од Народен правобранител. Да зумираш кај мене. Дај ми го малце. Еве. На парче хартија. На парче хартија дури се гледа перфорирано каде било. Океј? Ја инсистирав, бидејќи, еве сега ќе ви кажам, трчав по градов да најдам по пријава од Коха, Нема печат, нема ништо, има само некои подписи. Добро. има позади, да, нивни подписи. Добро. Прво не ќе да прават записник, Аха. ја инсистирав на записник, бидејќи тоа што ми го покажа, мене ме фати страф. Што ви покажа? Они мене ми покажа пријава на албански дека еве го. Видете у Коха, ја не разбирам албански. Чекај, што ви покажа они? Значи Ви го е пријава покажа- од граѓанин албански, а на албански дека таму албанците се не знам што, пошто ја не разбирам албански. И кога кажав дека ја не разбирам албански, ми кажа нема ни потреба, ние ќе ти преведеме. Мислам, тоа е страшно нешто. Еве ги двата службеника, едниот помлад соработник Дитруе Енезири. Добро. Не е битно. Не е битно, Не стварно е битно. И јас се буквално она, ти си расист. Ова е официјален орган на Република Македонија како Да, го прави. да. Ова А1 не сакаше да го прикаже. Ова истото го дадов на А1, А1 не кеше да го прикаже. Добро, што пишува во овој Сега, записник? што пишува? Значи, они, управител сум јас, исто така, еве, тој дел, ова е она кој е што присутен, некој од граѓаните дека ги враќам луѓето кои немаат соодветни купачи, некоја рана на тело, без да се што пише пржа, од која, без да се прашуваат од која етничка заедница се. Добро. Тврди дека прв пат слуша од весници дека од вратата Тоа ти не што му си бил... го изјави. Да, ја му кажа. Добро? И А ги, он дема, има- и ги демантира демантира. написите во Коха. Добро. Ја барав Коха, кога видов што има у Коха, значи ова е апартхейд у Скопје. Апартхейд. У Скопје. Аха. Отвори, молим те, Добро. внатре да видиш што Чекај, пише. окей. Прво да ја прикажеме, еве Коха. Са кој разбира, ама ова до толку можеш да го фатиш? Долниот дел, тргни, окей. Зумирај го долниот дел, кај што ми е палецот. Зумирај. Добро, стоп тука. Еве пише. Ајде. Апартхейд, дај Шкиптарера. Страшно. Страшно, човече. Ама не е тоа. Јоханесбург. Види сега. Значи овде е цела страна, Мевљан Таирина слика. Пардон? Аха, така. Еве го, добро. Не ни мора да го прикажуваме. доволно има Значи реклама. и тука има што да Цела ти кажам. страна. Значи Министерство за финанси, криминал, ова. Да, Значи вечер е мало дете за ова. Ја ти кажам, јас се судам со Латас. Значи Латас може да учи како да се направи нешто. Тоа ми е уште почудно. 4 дена Латас ќути, тоа е нешто се случува. Управителот за време на нашиот разговор обвинува дека службените лица од НП тенденциозно му вршат увид во самиот објект, што јас се изнервирав. Значи јас викам, ова вие сега што ме прашувате е страшно нешто. И оние викаат, тоа е службено. Добро. И бара да ги провериме сите присутни во базенот за етничката припадност. Што не ти доаѓаат и ти викаат,
ти не пушташ албанци, ја викам, дали сте нормални вие? Дај Ајде да да провериме. видиме дали има албанци овде. Добро, и утврдија, проверија? Да, и вака. На ова службените лица од Народни права одговарат дека не се дојдени, дека се дојдени само за разговор со одговорните лица во врска со случајот што е остварен кај НП. Значи, они се дојдени да разговарат, да ти кажат ти си расист и си одам. Тука ја... Утврдување на состојба нема. Не, ја Дека не тоа ги е пуштам. така. Не, има овде забелешка на крај. Управителот донесе една гостинка, албанка, за да докаже дека во базенот има и албанки, која кажа дека немала никаков проблем при влез во базенот, ниту била малтретирана. Значи, ја морав да вртам околу базенот, да ги замолам луѓето да дојат да им кажат. Еве го записникот. После новинарот отиде у Народен правобранител. Знаете која изјава беше на потпарол? Дека они не се надлежни за ваква работа, пазарна инспекција надлежна. Така. Мислам, тоа е... Не знам што да ви кажам. Се обративте ли вие кај Народниот правобранител после во канцеларијата по повод ова? Не, јас денеска со адвокатот бевме и по судови малце да ви ја докажам приказката до крај. После 2 дена, 3 доаѓа од Дирекција за заштита на лични податоци. Дирекција за заштита на лични податоци. Што тоа? Дека исто за лични карти се земале лични карти, се воделе. Нели сега Фудбалска федерација беше у мода тоа со картите, ги казнија 4000 евра. Па не смеш да земаш матичен број и тоа. Добро. Исто, службено, све дојдоа... А по кој повод? По пријава, да, анонимна пријава. Пријава за? За прибирање на лични податоци. Како да ти кажам? Да, значи ти можеш да пријавиш дека некој ти зема лична карта, ти зема адреса, матичен број, има анонимка. Што да ти кажам? Прво е... Тоа е вистина или не е вистина? Не, има овде. Дали на врата? Утврдени, значи што е, посетителите не се легитимирани привезла, односно не им се задржува лична карта или друг документ за идентификација на базенот. Ниту им се бара. Еве, значи, утврдени повреди нема. Сега, интересно е овде, ја работев во оваа институција едно време. Добро, зашто ми го покажувате ова сега? Ова е инспекција, значи ти доаѓа контрола исто. Добро, ама на анонимна пријава. Сега, што е интенцијата дека има некоја, што? За лични карти, дека се собираат податоци кај мене на врата. Значи ти идеш на базен, ти викам, дај ми лична карта. А тоа пише во весниците, тоа е тоа. Така. Значи, вистинска хајка овде. И доаѓаат луѓе, мислам, ја работев таму. Добро. Прво им кажав, пошто нив ги знае, викам, нели ве срам да доаѓате, ми извадија, еве, пријава. Има пријава. Мора да констатираме што е, како е. Пошто и таму имам исто некои пријатели, после новинарите отишли и таму да направат филм дека и тоа намештајка. Иначе ја таму си отидов и тоа, ајде да не збориме, дадов отказ, после ми дојде решение да вратам 3 плати, дека не сум бил редовен, сум го оштетил буџетот, ги вратив, па што сега е опасна работа. Добро. Не се расплинивме со разговор. Да. Добро, да идеме сега ова конкретно. Значи... Тоа е првиот ден, значи... Добро, тоа е првиот ден. Нели А1 беше најчитана вест, ја не можев да верувам дека одеднаш си, знаеш како, телефонот ти звони на 5 секунди. Така, мајсторе, удри тепе. Што е удри тепе? Што е сега, нели, се случи нерези, се случи ова и одеднаш доаѓа филмот кај мене. Така. Мислам, доаѓаат полицајци и таа единица за превенција. И сега националисти од другава страна пушат и викаат, браво, мајсторе, така. И ја имав, сега ви кажам, не си баш четворица албанци кои ми се јавија и значи ми дадоа поддршка, значи тоа Мевљан Тиришо го направи, да ти дојде пред дуќан, значи ја мафтав со истиве весници пред камера, објавија 2 секунди. Значи истиот записник, ја на Мевљан Тири кога му кажав, тоа го има на снимка. Не пуштаме албанци, така, ајде да влеземе у базен. Не кеше да влезе у базен. Не кеше, ај викам на врата да застане, видиш колку македонци се враќа. Па ја имам мој другар, значи од детство кој не го пуштам. Што е критериумот некој да не влезе? Има табла на влез у базен како се влага. Мене ме болеше вториот ден прилогот на еден. Тука се изнервирав. Значи они ме искомбинира дека Сашо, молим те за ова.
кажи ги правилата. Кои се правилата за влагање на базен? Поточно, што може да иницира некој да не влезе? Значи, може да иницира прво и основно храна. Не можеш да влезеш со храна. Со храна, добро? Што е храна? Значи си доаѓаат со пинџури, лубеници, лебови, чипсови, чудо. Значи Добро. тоа е чудо што носи. Добро. Второ, на колку 2-3 телевизии што доаѓа да снима, значи верувајте дека од 30 до 50% идат без пешкир на базен. И уште се љутат на врата. Ајбе, не зафркај, пешкир ми бараш. Тоа е неверојатно нешто. Значи, окей, второто е секој мора да носи пешкир што доаѓа на базен. Тачно. Добро? После тоа не може, значи ако има рана, отворени рани, завои, такви работи, не може да влезе на базен. И ја не би сакал да влезе на базен. Мислам, тоа е најнормално. Не само ради него и ради другиве што се у базен. Така, ради хигиенската. Ради хигиената. Добро. Значи ни се случувало, доаѓа поправа кола од до овде улје, вика, бе еднаш да скокнам жит и све. Или тие што им кажав, значи тој лубеници што продаваат у аеродром, доаѓаат секој ден. Ни носат лубеница само да влезе, а неќе да купи сапунче од 50 денари, викам, земи сапун, пешкир, нема проблем. Значи, и сега ти да му кажеш, чекај бе ти од кај. Но тебе ти е во интерес клиентелата да биде чиста заради другите, бидејќи ако пуштиш таков, ќе ги избркаш другите. Ама ние вака работиме 7 години, значи так, не сме имали никаков проблем. Значи јас сега го видов кој е проблемот. Мене ме заболе вториот прилог кој ми измонтираа дека за бели гаки, пошто тоа за бели гаки испадна, дека албанците се бањаат у бели гаки. Ја им кажав, 90% се македонци. Значи 90% проблеми што имаме на базен се од македонците, не се од албанците кои ги делиме така. И на крај искача, го запамтив тој Личина, пошто имам еден у клуб игра ке мене Личина, тој еден Личина, вика, нас бошњациве не пуштаат, идете у Карпош. Ке мене вработен, значи 5 години тој на врата што стои. Е Бошњак, Фуат. Ме запозна со Фуат. Да, значи он е вработен кај мене со книжка, со све, човече. И сега искача овој, вика, Бошњаци, тоа ме заболе. Мислам, апла се виде дека телевизијава си прави хајка. После тоа, значи ние никад не сме правиле муабет. Знаеш како е персонал, ке правиш муабет, што, како, кој. Еден од вработениве, ние не сме знаеле жена му албанка. Ја у клуб, например, двајцата играчи ке мене се најдобри босанци, Шемсо и Ермин. И он ти вика, ти си човече... Ватерполо клубот... Да, ватерполо клубот ги знаат сите, Ермин и Шемсо се топ играчи. Значи, никој никад нити имал проблем со... Она, спортски, нели, играш, правиш. Али на национална база, да излезе некој и тој личи на работи у А1. Требале да стават доле, един личи на А1. И дава изјава, вика, мене бошњаци не ме пуштаат. А тоа е, значи, страшна конструкција. И на крај прилогот иде, се води судски спор, 2 години, нема разрешница. И Каков судски спор? Значи, помеѓу тој Личина и вас? Не, меѓу Министерство за одбрана. Добро. Излезе потпарол. Не знам дали сте го гледале прилогот. Не. Значи, Министерство за одбрана потпаролот искача и те ставаат у филм сега, ова се мрачни сценарија од некој. Знаеш како, сега тука ќе испадне хаос, комити, ова, она, не ќе ме да веруваме у тоа. И новинарот дава изјава, у прилогот на крај се води судски спор 2 години со собственикот, Министерство за одбрана да си го врати базенот. И ја вака гледам, не ми се веруе. Сеам кај адвокатот, викам, има ли судски спор, нешто? Нема. Денеска бевме цел ден у суд да провериме да нема нешто, да не знаеме. За мене, Министерство за одбрана не покренала судски спор. У прилогот беше дека се Мусијаев на Миле, новинарот, мислам, ние се знаеме, викам Миле, викам ова, викам и кажа потпарола. Викам, документ виден? Не. Викам, жал ми е, кривична пријава. За клевета. Така. Пошто ја неам друг на демантира. Ако демантирам, тоа ќе биде уште една приказка топ вест, ќе бидеш 5 дена на А1, ќе ти најдат после, не знам, ќе го викнат Джими Црнецот, ќе каже црнци не пушташ. Мислам, страшно нешто. Ама, мислам, тебе ти е смешно, ама ти седиш сега, имаш луѓе, значи имаш вработени бошњаци ке тебе, имаш албанци, имаш ова, и одеднаш на телевизија те гледа дека ти си бандит. Кажи ми,
што мислиш, што ти, ајде, не си неискусен, не си наивен. Што мислиш, дали ова некоја хајка против тебе? Дали ова сега добар момент се искористува за да се тензија, па си сега некоја колатерала во ова? Што тебе ти избори цела оваа ситуација? Сите овие конструкции кои, еве, не знам, мислам дека А1 телевизија успева секогаш да си протнува некои тези од некои своји интереси и тоа поминува у нашево општество неказнето, без никакви санкции, се можно. И зошто? Затоа што многу си во право. Следното е ќе рече, педери не си пуштал. Утре ќе биде, кинези не си пуштал. Бесплатно беше денес за жени. Утре ќе биде, мажите плаќаат. Да, денеска беше, знам... Женскиот пол без пари. Без пари беше. Може да се собере Сдружение на граѓани на мажки дека се обесправени, на пример. Па стварно е така. Да, многу лесно после може да се етикетираат и такви работи и затоа ми е драго што реагираш, бидејќи нели луѓето после биваат злоупотребени за вакви работи. Ама ме интересира, што тебе ти говори, што е се ова? Види вака, значи јас сум близок ајде да кажам, со една структура на политичка партија, мада сум у пасива 3-4 години више, не сум активен воопшто. Мислиш дека тука негде лежат тие? Не, апсолутно. Значи, мене сега ми е мерак со Латас да се препукавам. Значи, Латас, нема нешто, ќе ме бапне тамо. Чекај сега, не знам, со Латас што е Латас има од мене кривична пријава за клевета и година дена не може да го најде судот, година и пол. Саша, ама недостапен. Мислам дека сега не е битен Латас у оваа приказна. Добро, сега не го брани. Не го бранам, ама ако сметаш дека треба овако, значи, слободно. Не, сакам да ти кажам. Значи, он си прави приказка политичка. Чекај да го бранам. Значи, пази, он си прави за една политичка опција, пропаганда, што е нормално својот вестник, окей, ме испљукал, ја му стегам кривична пријава за клевета, човекот не се појава година ден. Тоа е, значи, Манич го земал базенот, знаеш каков е текстот? Грозен. 2001 гинеле, он го земал, ко базенот така се зима. Значи, тој проект траеше 10 години, ја да успеам, бидејќи се баве со пливање, сакав да направам нешто. Ова е више не е Манич, криминалец, ова више поттикнува баш она нарасна омраза, што е најстрашно. Што ја до вчера, например, не сум гледал дали кај мене овој што работи е бошњак, албанец, македонец, ја не сум гледал тоа. И одеднаш дојде, вчера Фуад ни донесе од мајка му една тепсија, не знам како се вика тоа јадењево, вика е од мајка ми, не почасти човеков, како да ти кажам. Одеднаш се створи некоја чудна атмосфера. После 7-8 години што работиме, 20 луѓе со една моќна телевизија направија нешто страшно. Значи, ја сакам да ти споредам ова и ова. Вечер и А1. Ова е добро, криминалец, кажи, не да, суд му. Ова више, сега со адвокатот, ние ќе видиме, да спремиме, да видиме каква да биде кривичната пријава. Бидејќи новинарот најверојатно е насанкан, пренел информација што го избрифирале, ќе добие кривична пријава за клевета и што новинарот? Ништо. Значи, кој е, како е, чива е, што викаат некои мрачни структури. И со адвокатот разговаравме све, значи најверојатно Министерство за одбрана што вика дека ќе покрене, еве, јавно ги повикувам, ќе се првиот состанок кога може да ме повикаат, ја ќе го вратам базенот и нека бркаат работа, пошто ова више не личи на ништо. Значи, ти да правиш ваква работа од еден спортски објект, каде што уопште не се гледало, ја у клуб кај мене имам албанци што тренира. Многу мина, нели, муаветот беше изведен дека за многу мали пари ти го доби тој базен, ама малку мина прашуваат во каква состојба ти го зема тој базен. Ме интересира каква беше состојбата, што требаше све таму да се направи за да тој базен. Значи, ја имам слики која го зема базенот, ја извадив 11 камиона шут од базенот што фрлале ѓубре. Од што фрлаа ѓубре израснаа патлиџани. Значи, за да го користеле за отпад. Значи се фрлаше шут внатре, најверојатно наместо контейнер фрлале у базен. Тој базен не беше у функција, едни викаат 5, едни 8 години. Значи не работел базен. Базенот беше само дупка.
Значи комплет изод, немаше филтри, немаше ништо. Значи не е базен, го земал базенот за 600 евра. Еве ви пример. Значи вие не го земавте базенот, кога го земавте, тој не беше функционален воопшто. Апсолутно, значи Сакам да ја дефинирам тој реченицата. не може да функционира така, бидејќи еднаш неделно се зима урнек од водава, мора да врти, да се хлорира. Тој базен немаше филтри. Че војската го празнеше и го пунеше секој понеделник, до ден денес се дали работи у понеделник. Сега ти откривам и тајна. Затоа даваме без пари у понеделник за жени, за женскиот пол, пошто до ден денес мислат дека базенот се празни у понеделник, па се пуни. Значи водата врти нон-стоп. Уште таа им останало како навика. Да, уште се јавува дали работи базенот у понеделник. И ние сега ќе кажеме да, работи без пари за женскиот пол. Така. Тоа е тоа, за тоа ја влагаат без пари. Значи, да ти споредам со други. Карпош базен, Технометал го зема за 700 евра или 1000, не знам за колку. Се откажаа луѓето. Да, Се откажаа, го вратија. Затоа што е... Сега е јавно предпријатие Змејковски, видете колку е ќар. Не е ќар, у була е. Олимписки базен, центар. Све е само не базен. Само не базен. Да, значи све е само не. Идеме понатака, ја што го. У Чаир има прекрасен базен. Многу малце луѓе знаат дека има покриен пливачки базен у Чаир. Прв па слушам. Има и магацине за некоја фирма. Да отидат да снимат луѓето да видат. Значи 25 метарски покриен базен постои у Чаир, кај, значи, од Топанско поле, која тргаш на кај, како да ти објаснам, на кај Пенко, улицата. Од десна страна има еден објект, кој не знае, тој е покриен привачки базен, кој не работи, 25 метарски. Имаме Сарај, прекрасен базен, не работи. Фантастичен. Не работи. Имаме Чичино село, никој не знае, не работи. Белви, не работи. Имаше прилог пред Па и некој овој ден. главниот на Кале не работи. Кале не работи, уопште не го отвори. Значи тоа е центар на град, тоа не е... Да. Центар на град не ти работи. Зошто не работат? Тоа... Значи, види, Јанко, значи тоа е бизнис. Имаш ресторани, имаш телевизии, имаш весници, читани, не читани. Значи, ти си правиш концепт како да работиш. Ја имам еден концепт кој тој... базенот е стајно спортска функција. Значи, не е тоа базен да е зима, наплаќа, зима 2000 карти, кој ќе израчунаш 1.000.000 евра за работа. Не е така. Значи, не е така. Кај мене е 120 денари карта. И тоа накачив после 7 години, 100 денари. Другиот базен е 150 и 200. Че јас сум направил некоја математика. Ноќно бањање кај мене е 60 денари. Кај другиот се 200 и 300 денари. Тоа е бизнис. Ја работам, сега што вика, го земал базенот за 600 евра. Да, ама ја работам 2 месеца, а плаќам 12 месеци. Тоа новинарот не му се исплати, да каже. Ни ја еден, ни вечер, нормално. Значи, има дел, имаме спортски клуб, кој работи од Сабајле, има тренинзи, Поручик има тренинзи. Сите државни првенства, сите митинзи. Банка не сум земал. Никој не го кажа тоа. Значи, иди у Карпош, иди у центар, ќе ти каже фактурата е таа. Ако сакаш да одржиш државно првенство, ќе си платиш. Кај мене никад не е платено, пошто ја им давам без пари. Кај мене идат децата од порак. Со години. Никад не е платено. Мислам, не ќе ни да им земам пари. Секоја година ми носат по некоја, знаеш, они прават така слики, што ја ти ги чувам сите. Да ти е мерак да дојдат. Значи, не можам да разберам некои луѓе и дури си мислам, значи, као да стварно идат избори, сега мора нешто. Ја Мевљан Таири, кој го знае Мевљан Таири? Ја не го знам. Вика јавна личност. Па добро, он може да е јавна личност за некој тамо, ја не го знам. Ни јас. Вика, не ме пуштиле. Па еве, ја ќе ти кажам, мене еднаш ме вратиле од Колосеум. Пред 3-4, ја не идам у Колосеум. Си идеш на вратата и вика, дечко, не може. Што треба да направам? Да навикнам камери? Тоа е, мислам, чуди, идеш у кафичи, гледаш кај што си не пожелен, не идам. Така, идеш негде, ќе се појави, Јанко, види го, ќе идеш пак, нема да идеш. Че имаме некои норми, имаме правила, сега на некој не им се свиѓа. Сакате игра да ми ставите. Еве ви го, бизнисот, терајте, пошто очигледно нешто се случува. Ја не можам да откриам. Спремен си, веќе ти е пукнат филмот? За 24 сата си одам. Значи, го пошто враќаш. под паролот кажа дека се тоа некои игри големи,
Значи за 24 сата спремен сум да го напуштам објектот. Имаме договор. Ако го побараат они да го раскинете договор. Одма. Значи има еден таму одбрана Белевски кој пушта некои писма, излези таква, значи има договор кој треба да се почитува, чи што е вложено, како е вложено, што останува, што не останува. Јас го напуштам објектот за 24 часа. Уште колку имате до договорот, до истекот на договорот? Уште 3 години. Уште 3 години. Ако не го побараат тоа, ќе го водите базенот и натаму? Не знам. Значи ова е... Не знам што да ти кажам. Математиката е економска или ова што се случуваше сега, бидејќи гледам дека прилично сте вознемирени. Познавајќи ве лично, финансиски пад, успех, голем, пари плюс минус, вас никогаш не ве загрижувало. Дали овој момент на тоа да бидете виновник за меѓунационална расна омраза и така натаму е тоа што емотивно сега Јанко, тоа е најстрашно. Значи ја прв пат значи јас сум роден овде, крстен овде, живеам овде, фамилија, деца, све. Да. И одеднаш те прават државен непријат, те прават, не знам како ти кажам. Никад не сум гледал на луѓе демек овој албанец, овој и одеднаш ти прават, мора да видиш, чекај бе, кој работи кај тебе, кој е како, што е како. И тие се нормални луѓе, значи ја на пример тој што работи кај мене, ама никад не сум правил муавет дали е бошњак, дали не е бошњак, дали ова, дали она, и сега одеднаш ни направија муавет да видиме кој е кој. Тоа е страшна работа. Мислам, тоа е језиво. Океј, Сашо, ја би направил сега една кратка пауза тука, а после да го продолжиме разговорот малку за спортското пливање, за спортот кај нас. Океј, мислам дека имаш тука што активен си во тоа, за клубот, што се случува, каква е состојбата, ватерполото кај нас, пливањето воопшто. Супер. Ја би ги замолил гледачите сега да направиме кратка пауза, инаку се договоривме со господинот Манич да, ако имате желба, потреба, можете прашања да поставувате по СМС, сервисот ќе ги видиме и господинот Манич рече дека ќе одговори на нив, или евентуално ќе дозволиме и јавување во живо што го завршиме разговорот. Па така да мислам дека ако имате нешто да додадете или да прашате на оваа тема, господинот Манич е расположен да одговори. Ќе направиме сега кратка пауза. Златна грозница ја тресе Македонија. Купете пакување од 100 или 200 грама од најдоброто Елит кафе. Проверете во внатрешноста на амбалажата и освоите една од 5555 награди. Златницки, сребреницки, скутери, велосипеди, миксери за капучино, мајци, шолји, кафиња и многу други стокови награди. Секое трето пакување е добитно. Пијте го најдоброто Елит кафе и освојувајте награди. На здравје кафе. Нова, златна ера и ново освежување од златните капки за златни моменти. Златен дам. Грижете се за вашето здравје. Користете природни производи. Доктор Гален, сироп од јаглика, го олеснува искашлувањето при продуктивна кашлица.
Доктор Гален сируп од бел слез ја облажува сувата и непродуктивна кашлица и го олеснува искашкувањето. Рибино масло со арома на чоколадо, одличен извор на витамините А и Д, како и на есенцијалните незаситени масни киселини омега-3, состојки кои се неопходни за правилен раст и развој на децата. Диететски производи од природно потекло. Galenius Farm. Единствено сега и единствено во Бујото Home Center. Се што ви е потребно на едно место и тоа за убедливо најниски цени до сега. Најразновиден асортиман на продукти потребни за секое домаќинство. Но тоа не е се. Бујото продолжува да ги наградува своите посетители. Во тек е 3-месечен награден квиз во кој секој месец најсрекните ќе добијат гарнитура за седење, а третиот месец награда плюс, ексклузивна кујна од брендот Бујото. Национална бавча, струшки кепенци, Хотел Дрим Струга. Повелете во новоотворената национална бавча во самиот комплекс на Хотел Дрим, каде што реката Црни Дрим се излева до Охридското езеро. Располагаме со сите видови традиционална македонска храна, а традиционалниот амбиент ќе биде дополнет со стара македонска традиционална музика. Струшки кепенци, Хотел Дрим Струга. Универзитет Американ Коледж Скопје. Додипломски и постдипломски студии на следните факултети: бизнес администрација, правни и политички науки, информатика, архитектура и јазици. Почувствувајте ја предноста да студирате на меѓународен универзитет. Универзитет Американ Коледж Скопје. uacs.edu.mk. Естетска хирургија за вашата бања. Фригошоп Скопје. Модерен дизајн, стилизирани детали, квалитет и јадници за доволни корисници на нашите производи и услуги. Многобројни пријатели, комитенти и добавувачи. Се на едно место. Сон за секој купувач, мајстор и сведувач. Прифатливи цени и екстремна љубезност. 15 години со вас. Фригошоп. Дексико, водечки увозник и дистрибутер на детски играчки. Одличен избор, цени и професионална услуга. Испорака до вашиот објект. Посетете не во нашите простории во Скопје Автокоманда или заштедете време и пари и нарачувајте онлайн на www.igrački.com. Дексико, играјте со нас. Имам цел. Имам Од Донија. Чајни колачи исполнети со парчиња највкусно чоколадо. Пробајте ги колачите со вкусна ванила, орев или чоколадираните кукис и уживајте во неповторливиот вкус. Кукис од Донија. Не можеш да им одолееш. Средношколци и кандидати, вашиот сон за собствен бизнис нека започне да се реализира во Средното стручно училиште и во обучниот центар Академија Леонтич. Настава со најнови техники на работа, пракса во која се вежбаат сите третмани со современи алати и прибори и апарати, совладување на индивидуална и тимска работа и комуницирање со странки, планирање на развој на собствен бизнис. Првото средно стручно училиште и првиот обучен центар во Македонија. Академија Леонтич. Сместен во приземјето на хотелот Скопје, веднаш спроти зоолошката градина во најубавиот дел на градот. Ресторанот Скопски Мерак е пријатно место каде можете да се сладите со традиционалната македонска кујна, разните медитерански специјалитети и големиот избор на свежа морска риба. Скопски Мерак, место каде се стекнуваат гурмански навики. Подгответе се за голтка свежина. Фруит, негазирани овошни сокови, полни со витамини. Пронајди го својот вкус. Јаболко, зелено јаболко, портокал, црвен портокал, шумско овошје, АЦ+ и мултивитамин. Освежи се и уживај. Фруит, овошје, Голема акција на Luxor Aquamatic. Масажна када стела со димензии 160 на 70 см за само 15.900 денари. Масажна кабина Модео со димензии 90 на 90 см за само 21.900 денари. Произведено во Македонија. Luxor Aquamatic. Побрзајте, количините се ограничени.
Златна грозница ја тресе Македонија. Купете пакување од 100 или 200 грама од најдоброто Елит кафе. Проверете во внатрешноста на амбалажата и освоите една од 5555 награди. Златницки, сребреницки, скутери, велосипеди, миксери за капучино, мајци, шолји, кафиња и многу други стокови награди. Секое трето пакување е добитно. Пийте го најдоброто Елит кафе и освојувајте награди. На здравје кафе! Почитувани гледачи, повторно во живо од студиото на Јади Бурек на наша ТВ, продолжуваме со разговорот со господинот Сашо Манич, раководител и собственик на базенот Бисер во аеродром, кој беше прилично медиумски експониран наводно за апартхејд. Успеавме да кажеме на некој начин вистината, имате потполна поддршка од моја страна, затоа што и јас се уверив во спротивното, нити па некогаш сум помислил дека било поинаку, затоа што и порано кога сум доаѓал слично ништо немало, впрочем и ве знам дека сте, нели, што се вика, бизнисмен кој не им гледа на луѓето од каде кој ги носи парите, таму не им пише ни националност ни лична карта. Бизнис си е бизнис. Океј, но покрај ова што се занимавате како приватен стопанственик со бизнис, љубител сте на спортот, пливањето и сте еден од оние собственици, имате пливачка школа и која работи успешно веќе некое време. 10 години, оваа година е 10-та година. Така ли? Да. Јас се извинувам, малце, ете, не сум ја завршил домашната работа и работите од јуниори до сениори и секако тука е пливачкиот клуб Бисер, во кој спаѓа и, ако не се лажам, и ватерполо клубот, така? Да. Добро, малку воопшто за, ајде, ватерполото, некако пливачките спортови со ватерполото во Македонија дојдоа под лупа некои успеси кои ги постигна ватерполо репрезентацијата во Македонија. Ме интересира едно ваше согледување, има ли шанса воопшто пливањето, еве, пред да идеме и на ватерполото во Македонија, еден куп базени не работат. Каква е состојбата, еве, вие директно и сте во Сојузот, пливачкиот сојуз на Македонија? Не сум ја, во федерација, не. Во федерацијата не сте? Сега има собрание у среда, па ќе видиме како ќе се заврши. Пливањево, значи, кај нас, не за ватерполото, пливањево потонавме скроз, значи, од оние успеси што ги имавме на времето, Кире Филиповски, Томи, Мешко и така натака, тогаш беше Југославија. Многу сме далеку од квалитетот, најнормално поради условите. Али ова што се случи со ватерполото, тоа е страшно нешто, исто медиумски добро направено, изведено, дека е голем успех. Мислам дека тоа го дотепа овој спорт, бидејќи јас и тебе те слушав неколку пати на емисија, ама нека да се јавам. Да, ја ги следев овие, гледам успех, резултати, ја викам... Нели, почиво знаме, се бори, тоа е окей, ама не е баш така. Зошто? Значи, у Македонија, ова е некој абсурд кој, значи, само овде може да се случи. Добро. Зимаш 10-15 странци, а не одржуваш во својата земја лига 3,5 години. Значи, ти имаш деца од, пример, од 150 до 200 деца кои сакаат да играат ватерполо, но не можат никако да дојдат до репрезентација. Затоа што таа политика што се води со странци, ја водат у Ирак, у Иран, Саудиска Арабија, тие луѓе, тие држави што имаат пари. Значи, земи ти странци, ја неам за промоција на државата. Океј. Че рипнати се многу скали, за да дојдат, например, до
светското првенство, а децата што тренираат се уништени скроз. Значи не можеш ти да идеш на светско првенство да немаш пионерска лига, младинска, сениорска, а една сезона, две, три, четврта сезона нема лига, а идеш на светско првенство. Тоа е чудо. После што се случи? Пред светското првенство седнавме, направивме еден прес. Кој? Значи ватерполо, клубовите кои се најдоа засегнати. Колку ватерполо клубови има во Значи ние тогаш седнавме 6 клуба. Така. И извадивме документи, бидејќи не знаевме кој иде на светско првенство. Секој клуб по колку играчи со колку играчи располага? Па од прилика има од 20 до 50 деца, значи од таа школа до првиот. Дека во Македонија има 150 ватерполисти кои вежбаат ватерполо, тренираат и може да и повеќе. Може да и повеќе. Да. Добро, ова е интересно да го знаеме. Може да и повеќе. И никој од овие не учествува во македонската репрезентација. Тоа беше проблемот за нашиот прес. Значи прв пат тогаш излега они на прес, идеме на светско. Океј, нема проблем, Пливачка федерација прави прес и си ги ставаат синчињата. Или да ти преведам. Значи, Јанко, ти да играш фудбал у Милано, да те стават, трчање од страна, Милано може да победи 3-0, пак. Пример, со некој клуб. Значи, си ги ставија синчињата у репрезентација да играат со Србиве, Хрвативе, Црногорциве, а децава игра, едно дете влезе на светско првенство 20 секунди. Ајде сега вака. Кој ги стави тие деца? Кој ги стави? Така. Викаш председател на Пливачка федерација е Зоран Алексов. Дава човекот оставка, Зоран Алексов стана градоначелник на Штип. Значи пред да стане градоначелник на Штип, дава оставка пред кампањата дека нема можности више да биде председател и дава оставка, на негово место доаѓа генералниот секретар Стефан Полековски. И таа структура околу Стефан Полековски, Димовски компанија, нивните синчиња си ги ставаат да идат на сениорско светско првенство. Тие синчиња може се да го подкрепите со факти? Значи Фина до Кога велите синчиња, буквално мислите на него? Сега, значи Фина достави документ дека дете под 17 години не може да учествува на светско првенство ватерпол. Или дете од 16 години да влезе у вода со некој од 2 метра, може на сидро или на крило, може свашта да му се случи. И Фина има правила. Значи, ни пратија допис дека таа репрезентација што си ги пуштиле синовите, не може, ти ги избриша. Фина ни ја скрати репрезентацијата. Колку пари се потрошени? Значи, за тоа светско првенство, за да идат играчиве, припреми, ова, она, ја мислам дека еден базен ќе се изградеше овде кој ќе работеше нон-стоп за спортските клубови. Што добивме ние? На крај, кога се вратија, дури слушнавме дека местеле утакмици Србиве на спортска. Плюс 6, плюс 7 ќе тепаат од овие. Тоа е бизнис. Значи, србите и хрватите имаат првите 100 играчи у свет се нивни. И си прават бизнис. Ние влеговме у бизнис. Париве, наместо да остана за нашиве деца, например, да не плаќаат клубовите за термини зимно време, ние ги дадовме у играчеве. Но се многу сериозни обвинувања, господин менеджер. Ти кажам уште посериозни. Да чујам. Се дават деца у Охрид. Не деца, 19 годишен се удави у Охрид. Ти знаеш ли дека у Охрид нема пливачки клуб? Дека 90% се не пливачи децата кај нас. Дека у Охрид можеш да замислиш охриѓанец 19 години се удавил на таа педалинка, зашто не знаел да плива. Па кај да научи? Базенот не им работи. Базенот е дискотека. Пливачкиот клуб не функционира. У Горица казино го направи, у Метропол казино го направи. Значи дете за да научи да плива или ти ќе влезеш со него да го подучиш да го научиш или ќе го даеш у клуб. Каква е состојбата во другите градови? Катастрофа. Еве, ја ќе ти кажам, кај мене у клуб доаѓаат, значи, родители ги носат деца, и се што им е незгодно, дали имате за постари. Зошто? Има родители што не знаат да пливаат. Значи, немало кој да ги научи. Порано имавме некој систем кој
беше смешен малце. Добро. Мора да се качуваш на водно, да трчаш покрај Вардар, до ова, до она, ама ќе научиш нешто. Сега, ако не плати родителот 1500 денари и 1000 денари, детето може да не знае да плива, да игра тенис, фудбал, ама пливање, знаеш што е пливање? Пливање е единствен спорт што може да ти спаси живот. Ако не знаеш да пливаш, отиде. Се согласувам. Значи имаме од прво до 8 деление, па ја мислам 60% деца да се не пливачи. Имаше у Карпош една ваква направија пред 2 години или не знам кога, пошто ќерка ми учи у Карпош, од нејзино оделение, значи они се 20 и нешто, само 3 деца знаеат да пливаат, трето оделение. А можеш да замисли, тоа е значи 10% деца знаеат да пливаат до трето оделение. Тоа е катастрофа. Се смета дека негдека веќе кога ќе има 6 години би требало веќе да знае да пливат. Од 5-6 години е веќе крајната онаа граница. Па еве ќе ви кажам, у Војводина, у Словенија, у Хрватска, без диплома у прво оделение дека знаеш да пливаш, не можеш да го запишеш детето у прво оделение. Да се вратиме сега. Каква е состојбата со ватерполистите? Еве се доби некој впечаток и јас ги коментирав тие работи, нели? Го коментирам оно што е во вестник, дека ете имаме напредок и така натаму. Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека наши деца ватерполисти не може да стигнат во репрезентација заради протекционизам, како што обвинивте, ако се... Па има клуб работнички кој значи вака е направено. Кој е у работнички, тој игра за репрезентација. Ние слушавме коментаторов од светско првенство. Добро, да. Играчот на работнички, не Македонија. Ние слушавме за работнички. Малце невкусно. Добро, сметате ли дека работнички толку одскокнува со квалитет, па еве другиве немаат, или дека се запоставува? Има ли квалитет во другите клубови? Ние направивме лига, значи после кои би можеле да настапат за репрезентација успешно. Ние направивме лига 3,5 години, после 3,5 години направивме лига ватерполо, бидејќи федерацијата не направи лига. Значи тоа е прва и основна работа. Федерацијата не направи лига. Агенција за млади и спорт дава решение ако имаш организиран систем на надпревари. Ватерполо, под иста капа сме, значи ватерполото 3 години да не ти направи лига. И ние седнавме на маса, се договоривме, направивме лига. Ги поканивме. Кого? Работнички да учествува. Во лигата? Да, нели они се најдобри, све се они супер. Нонковиќ, кој е таму тренер и селектор. Така. Значи, кажува дека ние ќе учествуваме само под капата на Пливачка федерација. А Пливачка федерација 3 години не организира лига. И клубот не учествува. Не учествува. Неверојатно ми звучи. После направивме уште еден ватерполо турнир за нашиот пријател Мусов. Чекајте, работнички тогаш што настапува? Кај настапува ако не настапува? Само у странство, тоа е елита. А само во странство? Да, они сака у српска лига да учат, па не ги примат, па у војвоđанска не знам направија нешто. Поема нема. Значи тоа е нивна политика, елитистички клуб кој, значи само они постојат и сакаат да направат нешто и мене ме боли што таму се у раководство луѓе што никогаш не се бавеле со тој спорт. Значи луѓе кои моето синче мора да биде најдобро. А ние останавме, значи што пливавме, што игравме ватерполо, сме влегле у вода, разбираме бар нешто. Ние сме ете така рекреација, па тоа е тоа. Вие сте рекреација. Тоа е. А у пливањето е друго, таму немаме услови, исто и таму е. Ете, и на светско првенство што отида и тука имавме малце проблем. Имаме јавување, може да ги вклучиме? Може. Океј, добро вечер, повелете, во програма сте. Се исклучи, пукна линијата, океј, ќе ги примаме, ги прифаќаме јавувањата. Дали имаме веднаш веќе? Не. Добро. Можат гледачите да се јават, телефоните ги имате веќе на кајронот. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Може емисија да ме уклучите? Сте веќе вклучени, повелете. Ало? Да, ве слушаме, говорете слободно. Добро вечер. Добро вечер, во програма сте. Јас сум посетител на базинот. Јас сум од Ченто. Сакам да го поддржам газдата Манич. Доаѓам, значи, јас со другари таму од Сингилич, што се албанци. И немало никогаш проблем, значи, секогаш не пуштале
Сакам една поддршка да му дадам, значи ова што се прави против него нема врска, значи ништо, си влегуваат и албанци, и бошњаци, и сите останати. Тоа само сакав да кажам, една поддршка да му дадам. Океј, ти благодарам за јавувањето. Ништо. Апропо на првиот дел од муаветот, кога навистина беше изненадувачки, просто, нели, А подобро за спортот да збориме, ова е опасна тема. Опасна тема, ама гледам и спортов ништо помалку наивна. Имавме ние стварно врвни пливачи, па дури маратонкава, Еве за тоа до што се крај на случи. 90-ти години нешто се случуваше во пливањето, ама веќе Еве, тоа ми стварно искрено да маж. викаш, Дали верувате дека никој од пливачка федерација не му честиташе? Еве, пред 4 дена се собравме на базенот Младост по едно саламче, крофничка, сокче, сите клубови за да направиме некоја мини прослава. Едно плакетче земавме за да му честитам. Тоа се случува кај нас. Дали ви се вера? Премиерот го прима, Агенција за млади и спорт пензија ќе му дае, од пливачка федерација никој му нема честитам. Зошто сметате дека е така? Тоа ми ќе го прашате или од пливачка федерација. Тоа ми е многу разочаран. Значи тоа е еден успех кој барем може да му честитаат. Добро вечер за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Родителка на 11 годишно дете. Добро вечер, се јавува родителка на 11 годишно. Ве слушнавме, кажете. Ало? Ве слушнавме, кажете, добро вечер. Продолжувам. Значи, мојот син тренира во еден од клубовите. Би сакала да поставам неколку прашања, а воедно и да дадам еден коментар. Значи, ние имаме, како родители, имаме доста трошоци за тренирање на нашите деца. Еве, јас можам да кажам за себе, значи на кои трошоци се сум изложена. Плаќаме влезница по 50 денари на секое влегување. Месечно плаќаме членарина од околу 700 денари. Тоа во месецот опфаќа 26 до 27 пати, да кажеме цирка околу 2000 денари. Трошоците за превоз сигурно тука можам да ги вкалкулирам. Понатаму подготовки околу 300 евра кога клубот оди на припреми и така натаму. И сето тоа ние го вложуваме во нашите деца. Прво, одличен интерес, од желба децата да ни тренираат, но и еве сакаме да го масовуваме спортот во Македонија. Значи масовно. Но таа масовност не може да се реализира. Зошто? Другарчињата на моето дете, еве конкретно и мојот син, размислуваат за откажување. Зошто? Прво, во клубовите каде што тренираат, еве конкретно не би сакала да го именувам клубот, значи не забележуваме ние како родители некоја посебна национална стратегија која што ќе се реализира преку програмите во тие клубови. И би сакала да поставам прашање. Значи младите дали кога го изучуваат овој спорт, дали овие мали деца се категоризирани, значи дали го изучуваат по нивоа. И второ, би сакала членот на Пливачката федерација, господинот Манич, да го прашам. Не е член на Пливачката федерација. Тие деца кои што се квалитетни, еве од ватерполо и од пливање, не одат на државни првенства конкретно за пливањето. Нека остане на линија. Нема потреба. Ги кажа. Добро, господјо, ја ви благодарам. Има поента овде неколку работи. Кога само да се надоврзам на нејзе. Еве, кога моите деца, да речем сега да се најдам во незина кожа. Сакам да пливаат, сакам да тренираат. Ето, од мои лични амбиции нивни. И треба да вложувам. Значи, клубот вложува нешто, вложувањето е претежно мое. Знаењето, со тоа го плаќам, времето, просторот и така натаму. Но како може да се издигне тоа на едно повисоко ниво? Тоа не верувам дека е тоа само доволно
на вложувањето од родителите или од материјалната? Треба ли стварно некоја национална стратегија каде, кој и како ќе вложува за да добиеме ние перформанси? Бидејќи све ово што го правиме на ниво на некое рекреативно. Вака се, значи Госпоева што се јави, прво не се залудно парите потрошени, сигурно, бидејќи дете да се занимава со спорт, нема пари што... Да, за лекови нема да се даат. Значи, тоа е прво јасно. Во ред, он е управа, не е од големи мој... се трошоците. Не е од мој клуб, најверојатно, тоа што го кажа. Што да ти кажам, значи е уште една абсурдна ситуација. Значи, децава идат на припреми, тренираат, до родителиве вложуваат. И сега треба да имаме државно првенство. Нашто ни се случи? Се праќа допис од Пливачка федерација, значи господја што кажа, не сум ја од Пливачка, значи не сум член на Пливачка федерација, не сум у структурите. Добро. Праќа допис до Олимписки базен центар да не се одржи државно првенство. Пионерско, кадетско и младинско, мислам. Зошто? Да не се одржи едноставно. Зошто? Нив ќе ги прашате. Значи не знам зошто. И се организираме ние 16 клуба, вадиме еден родител, пошто ја им го дава без пари базенот да го користат у Бисер, бидејќи временските услови какви што беа не беа сигурни, извади еден родител пари, ги плати термините, одржавме државно првенство. 3 клуба бойкотира у центар. Тие 3 клуба што не кеа да се одржи државно првенство. Значи, најверојатно господјата е од една од тие 3 клуба, што вика, ја вложувам све, идам на припреми, детето треба да ме плива и тренерот вика, не учествуваме на ова првенство. Зошто? Ама нив ќе ги прашате, стварно не знам зошто. Што е вашата теја? Имате ли не, сигурно? Значи, они сакаат да покажат дека што сакаат ќе прават. Значи, не може 3 клуба да бидат доминантни на 20 клуба, треба да им е јасно тоа. Значи, не политика, не овој, не оној, никој не може да ги одбрани од тоа. Сега у среда имаме собрание. Колку пливачки клубови има во Македонија? Па мислам околу 25-26. Од прилика активни зборам, значи што тренираат, што прават и такви работи. Значи господјева апсолутно управа. Сега она неки ќе каже од кој клуб. Не е важно. Но 3 клуба не учествува на државно првенство и ја присуствував на Калги, родителите што се расправаа, сакаат децата да им учествуваат. Одиме со следниот гледаш, добро вечер. Ало? Повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер. На телефон Ајдован Мамудов. Повелете? На телефон Ајдован Мамудов. Повелете, господин Ајдула. Поздрав до вас, до вашата емисија, до вашиот гостин. Повелете. Сакал да отворите вашата тетрадка. Отворена е тетрадката, повелете. И запишете го моето име и презиме, за да може, ако нешто погрешам, да господино мани една кривична пријава. Добро. Повелете се, кажете, ајде, ве слушаме. Така сега. Јас бев на академија, шеф на одсеко за планирање, обука и борбени действија. 2003. Дали сте тука, ало? Да, само пошто не се слуша малце, имам она... Не, вие слободно говорете и не застанувајте. Добро, продолжете, добро? 2003 година се случи една случка, луѓето доаѓаа кај мене, посебно од ромската заедница, и кажа дека во базенот не ги пуска тамо. Лично отидов со валет околу 9 сатот, околу 9 или 10 сатот, не знам колку беше, се најдов со тие луѓе што работеа таму, се ги прашав и тие ми даде одговор дека тоа не е тачно. Влегов натре и барав да се видам со господино. Баш ми е мило сега прв пат да гледам господино, а слушна се за него. Добро, и? За да знам дали е тачна таа состојба, односно таа ситуација. Не го најдов него истите луѓе рекоа ти не е точно. Нажалост, факто е дека тогаш ромската заедница не беа пуштени натре во базен. Отидов после ручек, присуствував, кога ме видоа истите луѓе кои беа таму за пуштање за влез, ги пуштија натре луѓето. Следно што се случи, лани, на мојот чура, син му е црн, син ми исто е црн, али жена му е плава. Дојдоа таму на врата да влезат, од страна на тие вработени не ги пуштија. Јас лани, околу јуни или јули,
бев заменик министер за труд социјална политика, а сега сум на функција директор на државен комунален инспекторат. Нема време да дојдам тогаш да интервенирам. Најверојатно сега нешто има, се случи со А1, можда пријавија, па беа присутни овие гости, па телевизијата беше присутна, па зато се дигна овде ваква прашина. Господино нека знај, нека преземе активности, да не прави расна дискриминација. Тој базен јас лично го имам работен 89-та година со војската и го натурав началнико на трета армиска област, генерал Обан, да скокни натре во базен од највисоката скокалница, затоа што јас тој базен го имам следно. Може господино да го прашате каква боја се користи долу на плавата боја и дали тој ја има офарбано тој базен. Гарантирам ти има офарбано само со неквалитетна боја. Тамо се користи бродска боја за фарбање. Следно, тој што вели дека има изфрлено 15 камиони тамо ѓубре. Срамота е тоа што се зборува. Ајде нека ги покажи фактурите дали се фрлени толку, дали му има платено на некоја фирма дека тамо се работеше од ти 15 камиони што имат изфрлено на. Добро, останете на линија. Сега ги слушнавме вашите господинот Маничев поканува да останува на линија. Маничев ти е камерата овдека, ваму слободно говори. Вие зборите за роми, така дека не се пуште. Би ве замолил да дојдете со Бајле на тренинг. Ние имаме баш еден, сега не знам кај работи, дали у војската, дали таму, тоа... Има таму многу објекти, доаѓа со сестра му секој ден на базен, би ве поканил да присуствувате и да видите. За бојата, пошто вие... Чекај, полека едно по едно. Ја не го разбрав. Што сакате да ми кажете? Дали роми се пуштаат? Дека ромите не се пуштаат на базен. Добро. Значи, ја и тоа кажав. Значи, демантирате ли дека? Демантирам апсолутно. Значи, немојте ромите не се пуштаат. Дојдете да видите на врата колку други не се пуштаат. Значи, има некој проблем. Тоа е тоа што го зборев преска. Значи, посебно ромите не се обезпредени. Туку, оние правила. Да. Ако не се тие правила, да нема пешкир, нормално, да не е соодветно облечен, да има некој и така натаму нема да се. Втората работа во врска со бојата. Со базенот 89-та дека сте го граделе вака, значи јас имам видео снимки и слики и би ве поканил, еве ме гледате кој сум, дојдете на базен, ќе ви ги покажам не 15 камиона, патлижани растеа, ќе ви ги покажам сликите за бојата. Значи за бојата... Значи, кога го земавте вие, предходно бил он потполно запоставен со години. Апсолутно. Значи, вие го земавте која година? 2000-та. 2001, така. Значи, он негде као 94-та, 95-та е запоставен и не функционира, така? Добро, господин дека 89-та го градел. Значи, базенов е стар, значи, документи нема, некој вика 50-та, 60-та, 70-та, до ден денес не може не рекол ги градел. Добро, не е. Јас базен, тоа ајде во лека да не ги врти изворот. Евака, за бојата, може за бојата. Полека, господине. Господине, внимавајте на речникот во јавност, не се обраќајте му се на гостинот пристојно, ве молам, или ќе ве исклучам. И трето, бидете на линија, затоа ве оставам пак да имате дебата. За бојата. За бојата, значи за бојата да ви кажам, господине, дојдете на базен, секоја година се фарба и се троши по 800 кила боја плюс разреđivač од алкалоид. Значи вие ако сте го одржавале базенот со една боја толку години, алал да ви. Значи секоја година се фарба базенот. Океј, што имате вие да кажете на ова? Вака сега. Прво, јас не го изградив базенот, него јас го средив базен 89-та година. Што е тоа средување? Како треба да се уредува. Лично бев тогаш капетан и командир на чета, а кога бев на академија, ние со молба регулиравме со господино тамо питомците да одат на обука. И тогаш не изеде во пресет. Али ова проблемо што се случува со бојата, ми се случи лично на мојот син. Само штета е што тој ден јас не дојдов да интервенирам. Да дојдев тој ден да интервенирам, тоаш нешто друго ќе беше. Али на жалост немав, бев присутен на седници, па не можев да поминам и помина. Тоа и така остана. Али дека факт е дека имаше проблеми со пуштањето, односно се прави дискриминација, тоа е тачно. А сега, ако има некои нови правила тамо,
Нека то не знам, не сум дојден тамо скоро година дена, али ако има некои нови правила, тие правила треба да се поштуваат. Само господинот да не се срами. Имаше дискриминација и то треба да го признае. Во иднина не сме тоа да се прави. Ако е тој што кажа дека волен да го ослободи базенот, нека го ослободи, али да го раскине договорот, да нема штета. Тоа не е ваша работа, ви благодарам за јавувањето. Тоа е помеѓу двајцата засегнати странки, а тоа е Министерството за одбрана и господинот Манич. Добро, ви благодарам. Манич, не ми сугерирај да ги задржувам на линија, гледаш дека е бесполезно. Значи, луѓето се јавуваат, си поставуваат прашања, ќе си кажат тези, вие имате право да си одговорите. Не, очигледно, мислам, моето искуство е поинаку, затоа мислам дека е подобро со луѓе овака. Одиме со следниот гледаш, добро вечер. Добро вечер, ако сум јас. Да, вие сте, повелете, вие слушаме. Значи, родител на еден пливач, на линија, ке сакам да дополнам нешто што спомна Маниш за одржувањето на првенството за кадети и постари пионери и цицибани, така. Последно. Значи, немаше ни електроника на првенството, затоа што треба да се каже, електрониката е моментално кај, може да кажам, физичко лице тренер на еден пливачки клуб, кој што има присвоено веројатно и не ја отстапи за државното првенство. Значи, тоа е своевиден скандал, да кажам. Понатака, за пливачите. Да, моментално се можеби на ниски гранки, меѓутоа би сакал Манич да каже нешто за една генерација на млади пливачи, која што верувам ќе дојде и сигурно, ако продолжат вака, се надам ќе ги видиме барем во едно Б-финале на едно големо надпреварување, што ќе се сложи, сигурен сум дека ќе биде добар дострел за нашите пливачи. Добро, ме интересира. Господинот Манич ја кажа тоа дека за државното првенство го бойкотираат некои клубови идат. Каков е вашиот став по тоа прашање? Значи ги знаеме, да ги именуваме, тоа е. Значи сметате дека тоа не е во ред бойкотирањето на државното првенство, така? Па тоа е, што да ви кажам, децата кај нас имаат зимско првенство, кое што не се одржава година. Имаат летно првенство, кое што се одржа само за сениори и за младенци. И имаат се на се 3 митинга пливачки во Македонија, тоа се 2 на пливачки клуб Делфин, 1 на Акватик и никој друг не организира. Значи мораме да одиме во странство. Едно патување чини без 60 евра, значи не може. Зошто во странство мора да одите? Затоа што нема тука надпревари. Замислите секој ден да плива некој пливач по 2 пати дневно тренинг, да плива 10-12 км дневно. А нема надпреварување каде што треба да покаже што научил? Да. И во која форма е? Да. Значи, што значи тоа? Или кога ги плукаме нашите пливачи, зошто не кажеме дека еве Србија имаат за генерација на младенци и кадети на рачун на федерација годишно 2 пати припреми, значи се знае кој е во репрезентацијата. Па имаат организиран настап, баш като што преку клубовите одат на патување на пливачки митинзи, веројатно организирано, а кај нас е се сведено на собствен джеб. Значи, малку да ги ставиме децата во онаа позиција во која што треба да бидат, да им ги вреднуваме напорите и да им пружиме малце подобри услови. Па со оваа федерација како што е сега, сигурно нема да има успех. Добро, благодарам за јавувањето. Коментар, додека го вклучиме другиот. Вака елоквентно. Овој родител, значи... Родителите се многу повредени. Тоа, мислам, управе, тренираат деца, нема такмичење. И се уште едно тоа што го имаме, да ти отка федерација да даде да не се одржи, мислам, тоа е скандал. Не се случило такво нешто. Да се споредуваме со другиве држави околу нас, више не можеме. Порано бевме, може, што се вика, вода да ни носат некој, сега више немаме на вода. Не, на дно сме, мислам, тоа е... Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Се извинувам, поздрав до вас и до гледачот. Да, повелете. Ако може да се обратам, не се... Може ли малце погласно да говорите во слушалка, бидете љубезни? Да. Не се обраќам директно на вас во телевизија, меѓутоа
сакам да прашам нешто. Кажете? Види сега, имам работено во агенција за обезбедување мотолица. Дали ме слушате? Да, ве слушам. Може ли да не застанувате? Кажете реченицата. Имам работено, мислам не се обраќа за вас и за Босена. Поздрав секој добро до вас. Ја ништо не ве разбирам, Режија, ве молам, запишете го прашањето, па донесете ми го, а префрлете, ја ништо не го разбирам, гледачов. Извинете, тотално е неразговетно. Базенот постои 50 години, тоа е една порака што стигна. Базен е за рекреација, а не за бањање, на некој што не се бања со недели. Нашите деца ги праќаме за рекреација, а не за бањање. Да не треба и шампонче да носат подршка прљави луѓе од каде се надвор. Добро, тоа и јас како родител би го захтевал да луѓе стварно не доаѓаат таму да се бањат, и вие сами рековте дека продавачи на лубеници не ги пуштате затоа што доаѓаат таму да се избањаат, а тоа не е поентата за идење на базен. Немаме култура за базен. Значи, јас бев пливач и мислев сега базен е нешто, ја вториот ден сватив дека тоа нема врска со пливање. Значи, далеку сме ние од таа култура. Зошто? Овој народ што го видов ја на базен многу пристојно се однесуваш. Сакаат малце повеќе да скокаат деца, тоа е разбирливо, но видов убав народ, чист, окей. Добро, Јанко, ти дојде да се бањаш, значи да ти кажам како не, изгледа. Дојдов да се рекреирам. Ја дома се бањам. Да се рекреираш. Значи, пола базен е длабок, пола е плиток. Да, у длабокото никој не плива. Никој нема, сите се у плиткото. Плитката. Да. Има забрането скокање, има све истакнато. Ретко кој плива, значи они доаѓа тука да скока, да пра, да се, не знам како ти објаснам. Тоа е чудо, не можам. Се знаеш како од пливачка гледна точка, ние од Сабајле имаме тренинг, кој ќе заврши тренингот, више почне борба. Тука чекај, полека, кој се исекол, кој ова, кој имав една случка неверојатна, мислам на Телма, дојда и идеш дома на вести, базен бис, што е? Паднал чадор, ја удрило нога, а стварно една жена се повреди. И ние брза помош све, тој ни вика, бе, не зафркај, ова на Телма вика, мене ме удри чадор, стресна сум, ја ќе го тужам базенот, оште така бар. И пази чадор, ја мислев, од оние големине чадори што се, нели, кола, од оние малине што се делта за сладолед, дали паднал, ја пробал, ја боснал у нога, ја не знам што е. Тоа е, мислам, што да ти кажам, базен кај нас е чудо. Не можам да ти објаснам што се случува се. Гледам дека ти е прилично скиснато. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, поздрав до тебе и поздрав до гостинот Сашо Манич. Фала. Вака, една работа сакам да ви кажам, алал за мој на дечко, значи што ги Да. Ништо со следниот. Да не фала, многу да не виде. Да не те урочат. Одиме веднаш со следниот. Добро вечер. Повелете во програма сте. Ало? Ве молам. Може ли да го исклучите? За господинот Манич? Да. Може ли да го исклучите телевизорот? Ме интересира. Може ли да го исклучите телевизорот? Ајде. Вака. Ние за телевизија уште не сме не запасни. Ме интересира господинот Манич цело време зборува за господинот Полековски, како тој смета во нашата федерација, а впрочем тој го донесе во Пливачката федерација на Република Македонија. Кого? Значи, кој го донел? Тој е имен човек кој никогаш не бил спортист, одеднаш дојде во федерацијата, а господинот Манич го донесе. Него коментар на тоа барам само. Чекајте, а каде го донел господинот Манич? Само да... Ја го разбрав. Чекај, не, ве Во молам. Пливачката федерација на Република Македонија. Во Пливачка. Значи, Дали сте член на Пливачка федерација во Македонија? Не го разбираш прашањето, ја го разбрав. А не го разбрав. Добро. Значи... А дали е тоа се, господине? Да. Океј, ја ви благодарам. Господин Манич, што не разбирам јас? Значи,
Ја не споменав имиње, али Не. очигледно Спомнавте само кој е Зоран председател. Алексов кој даде оставка. И Не, сега и ми рековте да се обратам кај тој председател на Пливачката федерација. Значи Стефан Полековски кој сега моментално беше генерален секретар, се представува како председател, не знам како што. Тачно е кај мене у клуб Јакс го донесов и почнавме со ватерполото кај мене. Земав тренер од Белград и почнавме со работа, све е тоа окей. И јас у мојот клуб не ги гледам децата, таткото што работи, колку пари има, што има, за разлика кај другиве. И кога ја преминаа таа црвена линија, ја го распушти ватерполо клубот. Стефан Полековски си направи свој клуб и стана генерален секретар на Пливачка федерација. И сега е он главниот мозок на сево ова. Дали сте вие член на Пливачка федерација? Не, тогаш имав членови од мојот клуб во управен одбор и он беше мој предлог за генерален секретар. Точно е тоа. Значи он беше донесен у пливачкиот спорт од мене, тоа што го кажа, така е, значи он нема врска со пливањево, синот му тренира и многу му беше мерак да му отиде на светско, ама не отиде, пошто Фина достави кој смее се иде на светско. Одиме со следниот гледач. Ало. Добро вечер, господјо, повелете. Добро вечер. Поздрав до вас, Јанко, и до гледачот, што е собственик на војниот базен. Ја конкретно имам коментар во врска негативна критика во однос на хигиената на војниот базен, поготово на тоалетите. Баш бев вчера присутна на војниот базен. Значи, тоа што го видов сум многу негативно изненадена и просто згранута. Како што кажува собственикот, е нели господинот 7 години собственик на војниот базен, па мислам дека би требало нешто да превземе во однос на хигиената да биде малку на повисоко ниво. Поготово за тоалетите. Заради тоа што тоалетите не работат, казанчињата не работат, а постои едно трево кое што мора да го уклучите за да можете нели да откако ќе обавите нужда да се исчисти тоа. Добро, да не идеме за детали, но еве критиката е за хигиената, така? Така. Добро. Не мислам во ред е тоа што се бараат некои прописи и правила во однос на посетителите на базенот, нели во однос на хигиена. Меѓутоа треба да има некој фидбек во однос на посетителите, нели, да се исполнат некои нивни барања, така? Значи, кога се влегува во ВЦ би требало да биде на некое ниво. Значи, треба малку да се има смисол за бизнис и да се вложи за да се врати, за да се има поголема, нели, посетеност и да можат луѓето да уживаат кога ќе стигнат. Имам и друга замарка во однос на лежалките. Мислам дека треба да се зголеми бројот на лежалките. Тоа и ја го искритикував, да знаеш. Многу мал број на лежалки. И ја го искритикував. Тоа е тоа. Еве, се слагам, малце има лежалки, а за хигиената на тоалетот. Вака се, значи, апсолутно се слагам со гледачката, прво да се извинам, како функционираат тоалетите. Значи, има човек кој е задолжен за хигиената во базенот, кој на секој 10 минути иде у обиколка, собира ѓубре и вецињата ги чисти. На секој 10 минути и тоа црево што е, тоа е црево да се исчисти било какво ѓубре во ВЦ, казанчињата што не работат, значи верувајте, казанчињата ги правиме секој ден. Значи тоа е чудо едно што имаат мерак да кршат да прават. Верувајте, имаше сооблекувални, еве ќе ви кажам каква хигиена. Значи, каква култура имаме ние? На војниот базен има уште сооблекувални внатре. Морав да ги извадам вратите, за да се гледа, пошто влага у сооблекувални и праја нужда, голема и мала. И направив надвор, не знам дали ги виде, тие 5, имам 5 округли стаени, каде што до коленици се гледа, у базенот стаени, за да не може да прават нужда во сооблекувални. Во сооблекувални да правеа нужда? Мислам, до ден денес, пошто еве сега модерно е со мобилни, јас снимам сега, има таму игротека, онаа мала за деца, тобоганчиња ова. Да, ја видов. Вчера, значи сега, пошто нели не снима со мобилни, сега и ние снимаме, им кажуваме. Доаѓа еден човек со дете, па ја не знам, 3, 4, 5 години, на детево му се идело у ВЦ. ВЦ-то е 3 метра од него, му ги се облека гаките у тревата. Кај што треба да играат?
Да, и ајде да не прекинуеме, дете во стрес, да, викам господине, вака, ајбе, вика, дете не зафркавај. Уште не се извинува, срам не го фаќа. Ама нема срам. Мислам, и сега, што да ви кажам? Че неаме култура. А за вецињата, верувајте, секој ден ги поправаме и секој ден ги кршат. Тоа е чудо. И тоа нема спас. Па ваља ќе фатиме некогаш некого, не знам. Тоа е тоа. За жал. А лежалки? Ќе набавим следната. Нема криза. Криза, рецесија. Што не позаимиш некого од Охридски, и онака се... Леле, тие колку плачат, на нив се тешам само. Одиме со следниот гледач. Ало? Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Слободно? Да, слободно е, слободно. На телефон е Миле фирма. Добро вечер, Шкомиле. Добро вечер. Повелете. Јанко, ќе те молам, немој друг пат да ги прекинеш оние што сака да зборува. Те молам, немој, знаат што сака да кажат. Ајде, пријатно. Кога ќе станете мој продуцент, тогаш ќе ми давате совети, а па најмалци у емисија. Ја извини ако го знаеш човекот, ама... Прв тренер ми беше. Сори, али... Ме научи да пливам. Добро, ама мене не ме научи да водам емисија, така да можеше да си постави, може да си постави прашање, а како ја водам емисијата, ако не се допаѓа, мене искрено ми е многу жал. Мислам дека само еден пресеков вечерва, сите беа пуштени до крај и мразам кога вака некои се обидуваат. Добро, татко ми беше фер до 16-17 години, после рече, стварно немам што да те воспитувам. А камо ли сега некој да си зема на човек преку 40 години да усоли памет. Добро. После 15 години. Океј, одиме со следниот. Ако е темата базените, господинот Манич, пливањето, да повелете во емисија. Ако сум ја тема, ја очекував многу поише ќе ме критикуваат. Кој? Па вака општо мислев дека може би оти не беше најавен, не беше рекламирано твоето гостување, бидејќи беше ампасан, па може би неподготвени. Може би ќе бидат реакциите утре и после репризата. Кога е? Утре са бајле реприза, па и за викендот најверојатно може би ќе иде уште една. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете во програма сте. Господин Јанко, свака вечер за емисија. Прв пат сево, ма ја пратам редовно. Поздрав до вашиот гостин. Се служувам многу работи со него. Прво за хигиена, тачно. Немаме култура, факт е, не може да бегаме и самите ние гости на базенот. Што ги кажа проблемите за ватерполото, за самото пливање, тие проблеми општо познати на сите нас и затоа и немаме спорт и не можеме баш у тој дел на спортот за да успееме во нешто, така ли? Ја малку би се оддалечил може и од темава, пошто гледам некои пораки луѓе пишува дека и има и други проблеми во другите спортови, мислам дека не е само ватерполото и пливањето. Добро. Така да некојаш кога имате емисија за каратето, што би сакал многу повеќе да прозборам, затоа што и таму има луѓе што уништуваат каратето и многу млади спортисти, деца од 15, 16, 17 години што успиваат успеси до на... Ајде тоа кога ќе направиме некоја емисија да се јавите, сега да се задржиме да не се распленуваме, но еве поентава ја сватив, ви благодарам за сугестијата, ќе се потрудиме да направиме една емисија за карате со соодветни гости. Ако е тоа во ред со вас, да видиме до кога пливачи ќе возат џипови, леле, поракава, ова ни у Северна Кореја го нема, човече. Кој пливачи возат џипови? Ма не знам што год да е, ја ти викам, ова е таков дунстерски менталитет, што да ти кажа, за македонците базен е шпанско село, немаме култура, поздрав од Свети Николе. Кодекс на однесување постои во секоја фирма, за базените исто не е битна национал кодекс батка. Браво за емисијата, исти проблеми со младинската кошарка и други спортови. Дали ќе има турнир во ватерполо сега кога ќе почне септември? Заборев тоа да кажам. Ајде. Значи сега ќе имаме меѓународен турнир
по повод 8 септември ќе се одржи петок, сабота, недела. Мислам дека Кој го 4, организира? 5 и 6, пак ние клубовите, меѓународен. Да не ви забранат од пливачка федерација? Не може, на нашиот базен ќе биде така да не може да ни забранат. Поканете клуб од Чешка, Крушевац потврди и уште еден клуб од Бугарија се преговара. Најверојатно ќе бидат 6 клуба. Значи у септември, по повод 8 септември ќе си правиме еден меѓународен турнир. Сами се организираме. Кои доаѓаат? Значи од Чешка клуб, не знам како се вика, тоа Боро Стефановски ја брка таа работа. Крушевац доаѓа сигурно и еден клуб од Бугарија. И наши 3, значи или 5 Има ли или 6. интерес некоја медиумска куќа да ги пренесува тие спортски? Па не сме организирани, тоа е проблем. Иначе интересно. Кога би имал понуда од некоја телевизија, би дозволил да ги пренесат? Како не? Како не? Што правите вие за 8 септември, бе, екипа? Да доеме ни? Дојде тама работа. Ти го пратам Зоран Михајлов таман. Се разбери у спортот. Да победиме со Шкотска, дај да правиме муабет за фудбал. Денес шефот им вика на некако, чекај да фонтаната кај Чинерот е жива мизерија. Еве нешто лошо. Дискриминација имаше кога беше на армијата. Јас сум од аеродром и порано можеше да се влезе само со пропусница од армијата, а тоа беа деца на старешини. Точно, сега е по-демократски. Вака, да, ние трениравме таму и ја као дете знам, али и од постариве што зборат. И ова е добро, вика, базен не е кривина на треска, правила постојат и да не треба скара да прават на базен. Добро. Каде е иницијативниот одбор за спас на Вардар? Ова имаше. Дали се чувствува жвиновец за сегашната состојба во федерацијата? 30%. Зошто 30%? Па тоа, се чувствувам, да, малце се чувствувам одговорен. Имав можност ја да направам, да средам, ама немаше пари. Сега одеднаш се појавија пари, ама мислам дека се трошат без везе. Имаш конкретно нешто за тоа да кажеш? Па еве ти кажав за ватерполистите, толку пари се потрошија, ќе направивме еден базен, децава немаше да се дават по езера и по реки. Вика се удави дете. Како се удави дете? Во Охрид? Не, јас би направил у Скопје, али без разлика. Еве, например, еве за Струга да ти кажам. Да. Струга има прекрасно зимско базенче. Значи, таму сме пливале државни првенства на припреми, сме у Струга у едно школо. Не знам како се вика, основно школа. Во ред? Прекрасно базенче. Мислам дека е пак магазин. Пак е магазин? Да, пак е магазин. Хотелите низ Охрид, базените ги направија казина. Сега... Дај ми чашата. Дај малце. Сега да ти кажем убава работа за Струга. Исто без федерација, пливачкиот клуб Струга се уште некој најверојатно таму. После 20 години, така ми кажа, сега стружани ме болje знаат, имаше двомеч у пливање Струга-Битола. Тоа било спектакл таму. На пливалиштето стаеле патик, го исчистиле, го направиле. Значи, не дозволиле да дојдат од Скопје клубови, бидејќи има малце подобри пливачи, да биде поинтересно. Имало дуел Струга-Битола, трибините биле преполни. Децава се такмичеле, добивале медали, дипломи, било прекрасно. И тоа е основната работа на федерација, да направи популаризација, ово ништо не ги интересира. Таа е катастрофа. Еве за Струга една убава работа. Еве ти една критика. Како го примаш човекот тебе? Уствари прва критиката до мене, водителе жаба да голтнеш и тоа бунарска. Кој ти или е? Ја. Добро. Како го примаш човекот што ја избрка легендата на македонското пливање Атина Бојаджи? Ова е до тебе. Да, вака. Ја имав дуел со Атина Бојаджи, јас не ја избркав Атина Бојаджи, она беше генерален секретар на Пливачка федерација. И ја имав дуел, направив пливачки клуб, мене 3 години не ме примал федерација. Значи тоаш постојат 3 клуба, Вардар, Студент, Младост. И јас си направив клуб, не ме примаат. Па беше Трајче Черепналковски председател, па Боби Спирковски, па ова, па она.
Она отиде у пензија, не беше избркана, така го сваќам, валја, избркана од работа. Од работа, валја, така сваќам. А кај беше на работа? Она беше како генерален секретар у Пливачка федерација, а беше вработена, мислам, Охридски маратон, нешто такво. Значи, не е избркана, у пензија отиде, се збори за Тина Бојачи. И тачно имав дуел. Добро. И тоа е тоа. Имаме гледач на линија? Добро вечер за следниот гледач. Манич, не можам да те пуштам и да си ја продолжам емисијата стандардно. Очигледно е дека има интерес. Нема проблем. Па ќе останеме, иако гледам и ти се спие малку, рано стануваш со тренинзиве. Нема ге. Ама учен си од манда, што значи да се главиме до 3 сабајле. Знаеш како било тоа. Добро вечер за следниот гледач, повелете. Нема, не се слуша таму, само изгледа бидејќи чекал, па може би изгубил надеж. Во програма сте, дали се слушаме, кажете ало? Ало? Ете. Јао. Гледате дека сте будни и дека сте во програма. Ало? Добро вечер. Може ли да го стишите телевизорот? Ве молам. Добро вечер. Вака сега на телефон представник од Пливачки клуб Делфин. Ko znam, brzo. Изгаси го телевизорот да брзо. Додека го капира. Член на Пливачка федерација. Добро. И сакам вака неколку работи да кажам за работењето на Пливачката федерација за последниве 3-4 години. Да, повелете. Со задоволство ќе ви слушаме. Пред 3-4 години имаше некое првенство на базамат Бисер. Неколку родители од нашиот клуб се собра, дадоа некои деманти против вашиот гостин вечерова, но со текот на времето се покажа тие некако невистигнати. Што се случило? Значи, во последниве години неколку луѓе ја имаат Пливачката федерација како своја имовина. Не организираат првенства, суспендираат пливачи и да кажеме доживотно, што дел од тие се откажаа веќе, значи не се во спортот, се бараат грдни сума пари за оштеда. Ниедно првенство не е регуларно во рамките на правилата на Светската пливачка федерација. Не се знае календар на државни првенства утврден, се менува. Сето тоа го дозволуваат одредени луѓе, одредени клубови, поточно тие трите што се блиски до актуелното раководство. И тие се во сите раководства, како да кажам, оценуваат, условуваат, еве јас нашиот прв митинг кога го правевме, прв Делфин клуб, не оценува за електроника да се плати 200 евра за одржување, со тоа што тие пари не знаеме кај отидува. Добро, дали се слушаме добро? Дали ме слушате? Да. Може да ви се обрати господинот Манич, сака нешто да ве праша? Слободно. Добро, брзи ја да те прашам вака јавно, пошто не сум имал можност. Ме слушаш? Да. Зашто ме плюкаше по весници, ве сега ми кажеш? Тоа не беше од името на Делфин, тоа беше од името на родителите што тренуваат во Делфин, пошто се направи првенство што беше во услови зимски. Да. Али тоа беше на твојот базен. Ние како клуб реагиравме во Пливачка федерација. Знаеш што ми се деси? Слушај сега. Мада сме дали писма на клуб. А родителите, меѓу кои некои нови анари, си напишаа статија изјава каде што им беа пари земени. На наслона ме стави вечер, бе, како така? Чекај се, Манич, и ти со нивово на муабетов е... Не, го знам што е. И тебе ќе те прекинам и се. Конкретно, ако може, ја ви благодарам за јавувањето. Конкретно, имавме државно првенство у пливање. Добро. Вика, Манич, може ли ке тебе на базен, колку пари? Не треба пари без пари. Дечко е тренер у Делфин, пливачки клуб, си работи окей све, него прв пут кажува ваква работа. И што се случи? Правиме ние државно првенство, заврна дошт. Добро. И утре дента у Весник идам ја на насловна страна, Манич краде пари од децата.
Што да ти кажам? Се прекина првенството заради дождот, така? Се одложи за 2-3 дена. Ама ете ти повод, тоа беше тачно пред 4-5 години. И ја вака не ми се верува, викам, чекай бе, што правите бе луѓе? Добро. Океј. Тоа беше... Добро. Го разбрав што сака да кажа. Одиме со следниот. Гледаш, добро вечер. Добро, да се вратиме уште еднаш првенството на 8 септември, таман кога е... Не, тоа е митинг, така. Митинг, пардон. Да, турнир. Митинг, турнир меѓународен ќе се одржи на базенот Бисер. Ќе учествуваат колку клубови? Па максимум 6, минимум 4. Сега како се организира тоа? У Европа, значи, се шетат луѓево, идат по турнири и пливање и ватерполо со шатори. Значи, тоа е... сега ќе ти објаснам како. Значи, они си доаѓаат по базени, например, на овој базен има турнир 3 дена. И ќе си дојдат, имаме ние таму простор, си стават шатори, се прави дружба, едноставно како кампери. Не се иде по хотели, не се иде по такви, покрај базенот негде такво сместување. Ние сме иделе, у Германија, у Холандија. Со шатори? Со шатори, пошто ние не носевме шатори, у контейнери не става, али тоа е многу добро чувство. Значи седиш таму, се дружиш со луѓево, нови познанства, нови све. И сега луѓево... Дружба е после цела вечер со тие луѓе. Од Чешка доаѓаат, например, идат, не знам, Загреб, Белград, Скопје, Солун, Софија, ќе си направат една турнеја 15-20 дена и ќе си се вратат дома. Прво трошковите се минимални, пошто не им наплаќаш ништо за тоа. Се игра утакмица, интересно и тоа е тоа. Значи, ова не е врвно нешто некој настан, али е ето ти прават чест, после ти идеш кај нив и така. А така, значи не е ова на поканата па се плаќаат хонорари за да гостува или слично и така натаму, туку чисто на некако многу интересна шема е ова. Ама тоа функционира сега во Европа без проблем. И сега ни текна, викам, дај ние имаме пријатели таму, ќе ги поканиме, ако сакаат, го видоа базенот супер е, ќе дојдат па ќе видиме, вајде ќе испадне убаво. Добро, Саша, ја тука ајде, ова и нека биде и последно јавување за вечерва. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, господјо. Овде е баба на едно внуче. Баба на внуче. Сакам внучето да зборува, бидејќи тој ќе го изложи проблемот, што сака да го праша гостинот. Внучето да збори. Баба е тука да врти телефон. Добро. Добро. Повелете. Да прашам, дали ова година ќе има турнир за деца во пливање и во која школа евентуално јас да се запишам за да одам на турнир? Паметно прашање. Фала ти, младич. Вака ние, значи, 7:20. Да, добро, го слушнавме. Прашањето твое, сега гостинот ќе одговори. Не на 28 го говори, на 30. Значи имаме тој завршен час. Полека и ти си... Имаме, па не, за пливање зборам се. Добро, значи на 30 август правиме последен јавен час. Значи тие деца, ова лето отприлика научија 130 деца да пливаат во нашата школа. Браво, честитки. Правиме како јавен час, тоа е мини митинг, каде што сите што ќе испливаат, они добија дипломи, сега ќе добијат награди на 50 метра. 50 метра. Тоа се значи за непливачи што научиле да пливаат, значи ќе испливаат 50 метра. И ќе добијат диплома. Они добијат диплома, сега други награди ќе си добијат. И тука тие такмичарите наши што се ќе им мериме, значи ќе има и мал митинг, мини митинг. Добро. Така да тоа е тоа кај нас. Има и други клубови. Добро, си организираат. Бабата кај сака, нека дојде, нека види прво. И сега, дали има некое, ја добро го разбрав, или барем мислам дека добро го разбрав, дали има некое, каде што има некакво, стварите ми рече нема, бидејќи федерацијата не организира. Така? Митинг, да, децава тренира за да исплива, да си земе медаља или диплома и да се радува, тоа е тоа. Ние си правиме сами. Па има, еве, сега... Сами си прават клубовите. Па сами, да. Претежно тие, еве, прв пат после 10-15 години зимско првенство не се одржа, сега ќе гледаме до декември да го одржиме, ба. Зимско првенство, тие се 25 метарски. Ако дојде во вашиот клуб, дали ќе учествува и на такви надпреварувања? Па ако може да исплива, нема проблем, значи мора да научи да плива прво. Дали е во агендата на клубот? Како не, па сите клубови сака да идат на сите такмичења, тука нема проблем никаков. Така.
него затоа што сами кажавте во емисија дека има кои бойкотираат. Тоа прв пат се случи. Значи прв пат се случи да ете тие 3 клуба не учествува и тоа има проблем. Пола од децата им настапи, родителите не ги послушаат тренерите. Си дојдоа си пливаа. Добро. Сашо Манич, раководител на базенот Бисер, базен кој беше неколку дена многу медиумски експониран. Мислам дека веќе е јасна ситуацијата и обидот на некои медиуми, некои луѓе кои сакаат некоја промоција или сакаат нешто во земјава да се вжешти ситуација. Ќе видиме впрочем дали е тоа колку политика. Ние овдека не разговаравме за политика и што се случува за тешки меѓунационални односи, туку разговаравме она што е секојдневица, она што ни се случува. Заклучивме дека влегување на базен не е од папучи и поправање кола и мешање малтер и трчи да се избањаш, туку е место за рекреација и дека многу ни фали култура на однесување на вакви места кои се нешто заеднички. Заклучивме дека многу базени не функционираат, трагично, ги спомнавте некои места меѓу кои ќе ги спојам Плаја Виста, тоа е Кале популарно кажано, Сарај. Доволно е само вие да не збориме уште неколку ги спомнавте во Чаир дека има базен кој е магазин, никогаш не проработен и така натаму. Зборевме за пливањето, проблемите во пливањето, ја не ги знам, имаше можност луѓето во овие 2 часа и да се јават, кој да демантира, кој да каже и така натаму, и така натаму. Бевте храбар и доблесен, дозволивте јавување и директно да одговарате. Ја ви благодарам за учеството во емисијата. Се надевам во некоја друга прилика со некои попозитивни работи околу пливањето. Фала и на тебе на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Иако планирав разговорот да трае пократко, па вториот дел да го посветиме на стандардниот дел од емисијата, ретко имаме можност да посветиме малку повеќе разговор за пливањето. Се надевам дека некои работи ќе помогнеме да придонесеме да малце повеќе се говори и да се замислат надлежните околу подобрувањето на состојбата со пливањето кај нас. Утре вечер се гледаме стандардно со стандардна емисија, а во среда гостин ќе биде, значи во среда ќе биде гостин Ден Дончев со кој ќе разговараме за економијата. Лека ноќ и пријатно почитување.